Како вашата сопруга ја викаше мајка ви, тоест свекрвата? Мојата жена мамо. Мамо и толку ја поштуваше да не кажам повеќе него и од својата мајка. И до крај доека почина мајка ми се поштуваше. Може јас да кажам за мене дека толку не ја поштувам колку она што поштуваш. Дали имате свекрва? Не, немам. Починета. Кога беше жива, како ја викавте свекрвата? Мамо. Така било некогаш. Да видиме како е сега. Како ве вика снашката? Кога треба нешто да работам, мамо. А кога треба нешто да се јади, верче, фрижидерче. Да. Стварно? Да. И вас вие убавата? Убаво ми е. Како ве ословуваат снајките? Па видете, едната не вика тато Стево, мама Сонја. А другата не вика тато мама. Во Австралија што е таа. Тетко. Тетко ве вика? Да. И како бе тетка, па не си и тетка? Па подобро тетка него никако да ме вика. А најубаво петка да ве вика. Место тетка, петка. Снашката ме прашува како сакам така. А вие како сакате? Како до сега што било, така и од сега, да не менува. И добро е како ве вика до сега? Тетче Тетке. и мамо. По име. По тата не ме рекла никош. Забравила. Сега ме вика по име, Јоско ме вика. Дали имате снашка? Имам, да. Како ве вика снашката? Лаки, по име. На име Лаки. Тоа ви е надимак, Лаки? Надимак Лаки, значи Лазар ми е право име. А како снашката ја вика вашата сопруга? Тоест свекрвата? На име, исто. Пале. Пале се вика и снашката, Пале се вика и жената. Дали сте омажен? Да. Како ја викате свекрвата? Тетка. Тетка? Да. А не ви е тетка? Зошто не ја викате по име? Не. Добро, зошто не ја викате мамо? Па не ми е мајка. Ја сакате ли свекрвата? Да. Колку од 1 до 10? 10. Си ја сакате снашката? Ау, многу. Многу. Мам беше снаќе, беше толку да ја сакате. Ме гуши кога ќе се видиме и било како и... Чекајте, не ве слушна, ве гуши или ве гушка? Ме гушка, добро, ме гушка. Се уплашив добро. Снаите ги решивме. Ајде да чуеме како ве викаат зетовците. Ме вика дедо. А имам и внуци, ме викаат исто дедо. Како е тоа возможно и за зетот дедо и за внуците дедо? Па не знам тоа како би што. Добра, зетот како ве вика? Одли. Верче. Јас сум баба на двајца зетовци. А, така. И како ве викаат зетовците? Едниот ме вика по име, другиот ме вика бако. Во Белград, али не ми смета и тој што ме вика по име, не ми смета. Зетот баба. Е, како баба да ве вика, па вие сте баба на неговите деца, а не сте му на него баба? Па некогаш му е и незгодно да ме вика баба, па премолчува. Па ништо не ви вика, а? Па ништо не ми вика. Така да... Ако треба сол, може солча ми даеш? Може не така. Или да ми подаде, или така. Како ве ословуваат зетовците? Чичко. Чичко Боро. Чичко Боро. Да, не, дедо никако. Вашата господја како ја викаат? Како вика, не вика бабо. Низи викаат бабо, а вас не ве викаат дедо. Да, сигурно. Само вика тоа е. Сте ги подмитиле со Не, никако, како паднала некоја ракија. не ме ракија, една, две, три раки, па тогаш иде уште пубаво. Мала провокација. Ја не сум слушнал дека зет се скарал со баба и со дедо, ама сум слушнал многу снаи дека се имаат испокарано со свекарве. Зошто е тоа така? Не. Зависи од човекот. Вие не сте слушнале некоја сна дека се испокарала со свекарва? Сум слушнала, како не. Како не сум слушнала, ама не е тоа. И свекрвите треба да си човек. Ако ти дојди тујжа челат во кујчата, треба да ја почитуваш. Треба да му даеш на човекот слобода, а не да гледаш на криво, на лево. Може би две домакинки во една кујна се расправаат или не сака да ја вика мамо, да ја каже дека ете, ти не можеш никој пат мене мајка да ми бидеш. И така. И одма кавга. Да, и одма кавгите И почнува. снашката и го земала синчето. Да, тоа да. Луѓе,
Не ви се мешаме. Ви кајте се како што сакате. Тоа ич не е важно. Најважно од се е да има почит и разбирање. Ако вирее и љубовта, уште поубаво. Не заборавајте, животот е краток и глупаво е да се караме. Еден ден ќе не снема и нема враќање. За крај, муабетче со Лазар Лазаровски, еден од анкетираните. Вие сте архитект по професија. Архитекта, да. И цел живот го поминавте како архитект? Цел живот како архитекта, така да 37 години бев надвор по иностранство, Ирак, Иран, Кувајт, Русија, Германија, Мексико, Кина, Бразил, Јапан. Сите тие земји ги помина. 37 години се вратив во Македонија. Да бидам таксист. Отидовте во пензија, ама не седите мирно, Не седам мирно. туку си работите со такси. Да, работам како такси и фирма имам како таксиста. Уствари на синот се води фирма, али возам јас. Шетан човек, архитект по професија. И не му е срам да вози такси. Зошто да му е срам? Не ми е срам. За било која работа, ако поштено, ако ти работиш. Сакам да се дружам с луѓе, сакам да разговарам, сакам да сменам мислење и таква работа. Мене ми е пријатно да запознам. Вие сте си муабетџија. Муабетџија, доста добро. Прав таксиста. Добро, и во денот се вади 1000-дарче? Па можда и повеќе, ако зависи колку работите и како работите. Ја имам славни муштери, така да и повеќе. Тоа би било се. Одиме со нова темица.